Нови предизборни препукувања на релација СДСМ и ДУИ како министерот за образование Арбер Адеми на својот Facebook профил се огласи дека се сменети имињата на двете училишта во Чаир Никола Вапцаров и Рајко Жинзифов, во Исмаил Кемали и во Имри Елези. Лидерот на СДСМ Зоран Заев денеска промовирајќи изборната програма, но и одговарајќи на новинарски прашања за односите со ДУИ порача дека промената на имињата на училиштата е незаконска и побара институциите да го расветлат случајот. Незаконски спроведена постапка, која што Централниот регистар мора да ја коригира веднаш, заради тоа што не постои одлука на Советот на општина Чаир. Со записник на некој свеучилишен одбор, надвор од законските прописи, е спроведена одлуката и доставени се материјалите. Од Централен регистар пак денеска во краток телефонски разговор за телевизија 24 велат документацијата која е доставена до Централниот регистар подносно описните промени, а во врска со промената на имињата на училиштата во Чаир е чиста, но како Министерството ја донело оваа одлука не е нашо да даваме оценка. Во врска со случајот не навлегуваме во тоа дали има одлука на Општинскиот совет согласно документацијата што била доставена до институцијата, има одлука на министерот и на училишните одбори и позитивно мислење од председавачот на Советот на општината, кој е основач на основните училишта на нејзина територија. Со реакција денеска и од ВМРО ДПМН, откаде во соопштението до јавноста ја обвинуваат СДСМ и Заев за оваа, како што велат, незаконска промена. Заев и СДСМ креираат поделба и ги кршат законите. Владата на СДСМ денеска незаконски ги промени имињата на училиштата Никола Вапцаров и Рајко Жинзифов во Исмаил Кемали и во Имри Елези во Чаир. Владата на СДСМ без одлука на Советот и без Бадентерово мнозинство ги смени имињата на училиштата, доколку Заев не го одобрува ова преименување, нека донесе одлука за поништување. Проблемот со промената на имињата на училиштата во Чаир трае скоро 10 години. Советот на општина Чаир, иако гласаше за промена на овие имиња уште во 2012-та, сепак советниците македонци тогаш спореа дека одлуките за промени на имињата се донесени без потребното Бадентерово мнозинство. Реакција тогаш имаше од Инспекторатот за локална самоуправа, кој ги оспори одлуките, бидејќи не биле донесени со Бадентерово мнозинство. Во меѓувреме беа поставени нови табли, но административно во документите се уште стоја имињата. Адеми пак вчера на својот Facebook профил објави документи со променетите имиња, а од ДУИ не гледаат ништо спорно во оваа постапка.